Здраво на сите, јас сум читачот и добре дојдовте на мојот канал. Неодамна во разговор со една пријателка зборувавме за некои романи, за некои писатели и ме праша дали сум ја читал така наречената трилогија за близнаците од унгарската писателка Агата Кристоф. Реков дека не сум ја читал, ми рече дека тоа е нешто што не смее да се пропушти, дека морам да ја прочитам, дека е нешто сјајно. Стануваше збор за српско издание. Таму е преведена како во една книга ги има сите три дела, е преведена како близаначка трилогија или трилогија за близнаците. На англиски оваа трилогија е наречена The Notebook Trilogy или трилогија за тетратката и ќе видите зошто е тоа така. Решив да проверам дали има на македонски, ги најдов, кај нас се во засебни изданија, сите три дела од оваа трилогија и тоа се Големата тетратка. Тоа е овој прв дел, вториот дел е Доказот и третиот дел е Третата лага. Овие се сите во издание на Сигма Прес и превод од француски на Маја Бојаджиевска. Ги прочитав и можам да кажам дека искуството беше уникатно, многу интересно, затоа што читајќи ги овие романи, особено првиот роман, кој што многу често и луѓето го читаат засебно само како Големата тетратка и може да функционира како засебен роман и без да ги читате другите два дела. Меѓутоа, раскажувањето на Агата Кристоф има таква една, особено во првиот роман, едно такво хипнотичко и магнетско дејство што ве држи, едноставно не ви дава да ја оставите книгата. И тоа не е затоа што, нели, како што има во некои жанрови, дека во следното поглавје ве чека некакво изненадување или ќе ви се разоткрие некоја тајна, не станува збор за такво нешто. Туку толку е сирово нејзиното раскажување, толку е директно, што буквално ве вовлекува во приказната и почнувате да не само да се преиспитувате, туку да едноставно го грабнува вашето внимание со својата отвореност, сировост би рекол и на многу места и бруталност и работи што можеби ќе ве шокираат. Агата Кристоф, уште на самиот старт, нема ништо не е некакво уметничко име кој што таа си го земала базирано врз Агата Кристи или слично. Агата Кристоф е Агата Кристоф, унгарска писателка која што во 35-та година е родена, 1935 година, меѓутоа во 56-та на 21 годишна возраст со сопругот и со мало бебе, со нивното мало бебе, бегаат од Унгарија, бегаат преку граница, влегуваат во Австрија, подоцна завршуваат во Швајцарија. Бегаат затоа што тогаш е 56-та унгарската револуција, влегувањето на советските трупи во Унгарија, се случува хаос, се случува окупација таму и многу луѓе едноставно знаат дека ќе бидат таргетирани или веќе биле прислушкувани и опресирани и бегаат. И сопругот на Агата Кристоф се наоѓал во таква ситуација, пребегнуваат и таа работи во фабрика со мало бебе и после некој време, после неколку години, кога ќе го совлада францускиот јазик, почнува на француски да пишува. И интересно е што нејзината мисла и таа вели, ја прашуваат зошто не пишувала на унгарски, таа смета дека се наоѓала таму, каде што францускиот бил доминантен, или преовладувал францускиот во таму и таа почнува да пишува на француски, меѓутоа интересно е што нејзината мисла таа размислува на унгарски, а пишува на француски. Тоа е еден многу уникатен производ кој што претпоставувам дека и не е лесен за превод. Незиниот стил, особено да кажам неколку збора за оваа трилогија. Значи првиот дел е Големата тетратка. Мислам дека ова е најчитан затоа што е прв дел и многу луѓе го читаат само овој дел и е најпопуларен и стилот е малку поразличен, значи е тотален минимализам, едноставно кратки реченици и дури на почетокот морам да признам, мислев дека малку е претенциозно затоа што беше многу соголена проза, директна, има и некои шокантни, брутални, на моменти перверзни ситуации и ликови и мислев дека тоа го користи, нели,
само за да да не шокира и до сега меѓутоа како што поминуваше, како што действието на романот се развива и потоа во вториот, во третиот роман сватив дека се работи за една сериозна трилогија и би рекол, ќе речем дека е ова ремек дело, ќе ви кажам зошто подоцна. Големата тетрадка почнува со приказната на двајца близнаци, меѓутоа целиот овој прв дел, големата тетрадка, е раскажан во прво лице множина и постојано се користи тоа ние. И ги гледаме овие двајца близнаци кои што на отприлика 10 годишна возраст, нивната мајка ги носи од главниот град или од големиот град, како што е таму наречен. 44-та година е војната, Втората светска војна, значи работите се вжештени, значи има бомбардирања големи во главниот град и таа ги носи во малото градче кај незината мајка, која што живее, нивната баба, која што живее на крајот на селото и која што сите ја викаат вештерка, затоа што се смета дека се обидела да си го отруе мажот, додека мајката не може веќе да ги храни овие деца и ги носи да ги чува незината мајка или нивната баба. Значи уште тука, уште од самиот старт гледате дека има еден бајковиден квалитет и потсеќа на бајка, затоа што бабата е лошата вештерка, а мајката не може да ги чува децата и ги носи во куќата на крајот на шумата, на крајот на селото и така натаму. Ги гледам овие деца и нивниот живот на среда војна и како тие функционираат. Има една, речи си бизарност, речи си една како што кажав пред малку, суровост и сировост со големност во незиното раскажување, што ќе мора да го видите како функционира. Соочени со секакви ситуации и тие решаваат и цело време оди тоа ние излегуваме да береме јаболка, ние одиме кај свештеникот да му помогнеме ние, и тоа додава на може малку да ви биде чудно на почетокот, меѓутоа го прави, му дава одредена атмосфера на самиот роман. И тука има на едно место, тие решаваат, овие двајца безимени во случајов деца, близнаци, решаваат да купат хартија, да купат молеви и да го запишуваат своето искуство. И што се случува? Ќе ви прочитам еден цитат. Тие велат: почнуваме да пишуваме. Имаме 2 часа да обработиме темата и 2 листа хартија на располагање. По изминувањето на 2 часа ги заменуваме нашите листови и секој од нас ги поправа правописните грешки на другиот со помош на речникот и на дното на страницата пишува добро или недоволно. Ако е недоволно, го фрламе составот во оган и се обидуваме да ја обработиме истата тема на следниот час. Ако е добро, можеме да го препишеме составот во големата тетрадка. Од тука големата тетрадка. За да одлучиме дали е добро или недоволно, имаме едно многу едноставно правило. Составот мора да биде вистинит. И ова е клучно во целата приказна со големата тетрадка. Ние треба да го опишуваме она што постои, она што го гледаме, она што го правиме. Например, забрането е да се напише баба личи на вештерка, но е дозволено да се напише луѓето баба ја нарекуваат вештерка. Забрането е да се напише малиот град е убав, затоа што малиот град може да биде многу убав за нас, а грд за некој друг и така натаму. И гледате дека овие деца на еден малку језив начин пробуваат да се дистанцираат и да ги опишуваат работите што им се случуваат и што ги окружуваат на апсолутно 100% објективен начин. Знаеме дека тоа не е возможно, меѓутоа така им пристапуваат на работите и ги гледаат со големи од било какви емоции кои што им се прилепени и прикалемени на нештата, и тие ги чистата објективна стварност ја запишуваат во тетрадката и ништо повеќе од тоа. И целата во кратки поглавја гледаме како оди целата приказ. На крајот, иако не се случува ништо не вообичаено, се случува нешто интересно на самиот крај, ќе видите што се случува. Така завршува овој роман, со последната реченица ме извади, како се вика, ме распамети буквално. Последната реченица како го заврши Агота Кристов. Првиот дел, големата тетрадка. Во вториот дел, во доказот, тоа е овој дел, приказната го следи животот на едниот од близнаците, затоа што на крајот на првиот дел тие се разделуваат, го следи животот на Лукас. Гледаме како тој живее во градчето, живее сам, продолжува да функционира, влегува во необични ситуации, ќе исто така потполно без тие да ги наречам културолошки, социјални филтри, едноставно
функционира така како што функционира, како што тие се обидуваат да ги запишуваат нивните записи во големата тетрадка. Гледаме еден човек кој што е изолиран, кој што е дистанциран, кој што буквално речиси не знае како да функционира без неговиот брат близнак. Едноставно, ако гледаме на почеток во депресија, почнува да функционира, да гради свој живот и така натаму и така натаму. Во третиот дел, кој што е овој, третата лага, се зборува за животот на вториот близнак, а тоа е Клаус, значи едниот е Лукас, другиот е Клаус. Меѓутоа уште од вториот дел, Агота Кристов почнува сериозно да си поигрува со нас, читателите, и почнува да не распаметува, да не вади од такт и да не знаеме како да ги споиме како да ги споиме краиштата и да ги собереме во една приказна. А ако сте некој што сака да има контрола врз сите факти, да разбере се во романот, тогаш не знам дали овој роман ќе. Јас сум таков читател, меѓутоа тука морав да кренам раце и да се препуштам на искуството. Зошто? Затоа што уште во вториот дел ќе почнете да се сомневате дали воопшто постои втор близнак или е тоа проекција на имагинацијата на Лукас, кој што посакува да имал брат близнак. Може би постои на вистина неговиот брат близнак, може би и не постои. Тука е во третиот дел и третата лага, третата игра. Агота Кристов ни го дава животот сосема од перспектива на Лукас, на Клаус, на вториот близнак. Тој доаѓа во градчето да го бара неговиот брат близнак, но тој него го нема. И тука се раскажува од негова перспектива, меѓутоа има исти имиња, истите имиња се спомнуваат во други ситуации, во сосема извртени и разместени ситуации, и тука веќе сваќате дека ова на вистина сериозно дело, меѓутоа не можете вие како читател да имате контрола, туку делото ве контролира вас, затоа што не можете да ги склопите сите коцки и да го сватите делото, и тоа е окей. Тоа е убавината на ова дело, на оваа трилогија, значи во која што всушност ќе сватиме подоцна дека првиот роман, дека тоа што го запишуваат како записи тие две деца, тоа е првиот, тоа е реалноста како што тие сакаат да ја запишат објективно, меѓутоа прашање е колку е таа реалност реална и колку тоа што сте го читале во првиот дел е реално и вистинито раскажано од нив во големата тетрадка. И всушност големата тетрадка, сите записи се буквалните записи што тие велат дека ги запишуваат ставени во една книга, во една тетрадка. Голема историја на Агота Кристов, која што се занимава во оваа книга со чувството на изолација, во чувството на неприпаѓање, суровоста на војната. Тука се спомнати и депортации, меѓутоа се на некој начин замаглено, неодредено, меѓутоа и покрај фактографски што фалат не работи, сепак таа болка, таа изолација, реалноста на војната е сосема присутна. Има брутални ситуации, има забегани ситуации. Всушност поголемиот дел од работите што ги читате во овие романи, на вистина таа или ги доживела, или ги посведочила, или ги слушнала од нејзини блиски луѓе. Овие три романи, оваа трилогија беше вистинско па и откровение и вистинско доживување. Не е лесна за читање, нема секој веројатно така лесно да ја поднесе, затоа што има една директност која што не ве остава на мира кога ќе ја читате, и се занимава со болни теми, како што кажав, Втората светска војна, изолираност, бруталноста на животот, и на некој начин дури и успева Агота Кристов да, и кога, како што кажав пред малку, кога ќе ги соголи сите тие детали, описи, имиња, и кога ќе ги соголи од емотивните наслаги, емотивниот багаж, особено кога се зборува за тешки теми или кога се зборува за Втората светска војна или за животни судбини, кога ќе се соголат, кога ќе се тргнат сите тие слоеви,
ова всушност тоа останува, бруталните факти кои што таа успела на еден многу интересен начин да ги прикаже нормално, секако тоа е само еден начин да се пристапи во раскажувањето. Агата Кристи, големата тетрадка, доказот и третата лага. Ви ги препорачувам, можеби не знам кој како ќе ги доживее овие романи, мене ми се допадна, ми тргна со трилогии, најверојатно наскоро ќе снимам и за Јон Калман Стефансон, неговата трилогија помеѓу рајот и пеколот, сјајна трилогија, исландска трилогија. Океј, чувајте се, читајте добри книги и се гледаме во наредното видео. Чао!